Добра вечер, почитувани гледачи. Ветеното го реализираме. Како што реков минатата емисија, уште една лупа ќе ја посветиме на темата со водостојот на Охридското езеро. И денес, на моје задоволство, имаме представник од ЕЛЕМ. Тоа е господин Тони Марковски, директор на ХЕЦ Црн Дрим. Добре дојдовте во ТВМ, во Лупа и во Охрид, бидејќи сте од Струга. Добре најдов. Ви благодарам на поканата. Господине Марковски, многу дилеми, многу прашања се отворија во минатиот период, многу ставови, многу информации, некои точни, некои не, но се во интерес на заштитата на Охридското езеро и на водостојот во него. Многу пати се дискутира кога е повисоко нивото на езерото, сега дискутираме за оној минимум кој што веќе го достигнавме пред 2-3 недели. Тоа беше котата од минус 11, која што веќе алармира и јавноста, и вас од ХЕЦ Црн Дрим, а и други институции кои што се засегнати и заинтересирани за оваа тема. Добро е да се слушнат двете страни и затоа вечерва сте мој гостин. Еве денес веќе имаме минус 7 испод котата според вашите мерења. Каква е состојбата моментално со Охридското езеро, како се врши регулацијата, нешто повеќе за гледачите на ТВМ и пошироката јавност, затоа што реков многу дилеми и многу прашања се отворија. Благодарам. Ево најпрво да расчистиме неколку дилеми околу тоа што е тоа нулта кота, што е минимум, максимум. Некои дефиниции се јасно искажани со одредби или одлуки на владата на Република Македонија и поранешните влади на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, и ние како наследници сме ги прифатиле тие одлуки. Прво, котата 693/17, што е назначена за нулта кота, не постои во ниедна владина одлука и ниеден документ што е достасан до подружница ХЕЦ Црн Дрим не ни укажува на тоа дека котата 693/17 е нулта вредност. Од кои причини некој ја поставил нулата на таа кота, нам не ни е познато. Ние работиме според одлука на владата, каде што границите на езерото кои што може да го реализираме, помеѓу кои што може да го реализираме производството, се максимална вредност од 693 метри 75 центиметри надморска висина и минимална кота од 693 10. Во исклучителни случаи на големи врнежи со веројатност за појава на сушност од 90%, може кратко време да одиме и до кота 694 метри. И ништо повеќе од ова не е кажано во одлуките и во водостопанската дозвола што ја имаме за работа. А како дошло до тоа, може во текот на емисијава да се осврнеме на историјатот и дали е тоа оправдано или не. Како ни се случи да дојдеме под кота од 693/10, затоа што постојано се врши мерење на нивото на водата во езерото и од страна на ваши стручни служби и од страна на УХМР. Зошто ни се случи ова што ни се случи? Па добро прашање и загриженоста е оправдана, и како што е на граѓаните кај нас уште повеќе, затоа што нашите служби секој дневно го следат тоа и се загрижени секогаш за доброто на Охридското езеро. Како дошло до тоа? Верувам дека ова е некоја техничка грешка која што многу ретко се случува и се случила баш сега во овој момент, а предпоставувам дека бидејќи ретко се спуштаме на олку ниски коти, дека инструментот поставен од УХМР на олку ниски коти покажал некој дефект кој што со чистење и сервисирање е отстранет и е котата нормализирана. Дали некогаш се спуштило нивото на езерото на оваа кота? Дали еве вие сте веќе 25 години во ХЕЦ Црн Дрим, имате долго искуство таму, дали паметите да сме стигнале до ова ниво на водата во езерото?
Ќе одговорам и на тоа прашање, ево имам спремно и по некој документ, за да не биде излагањево паушално или напамет. Прво да ја расчистиме дилемата, за да не бидат загрижени граѓаните и пошироката јавност, зошто дошло до погрешно читање, дали Елем ја злоупотребил водата во интерес за продавање струја, дали се отишло под минималната кота, како дошло до целокупна ова забуна и до вознемиреност на јавност. АД Елем има собствени мерења, но тоа се контролни мерења. И се точноста на инструментите не е иста како официјалните инструменти од УХМР. Значи, ние имаме едно собствено контролно мерење, но за нас е официјална котата што ни ја доставува ова УХМР, Управа за хидрометеоролошки работи. И за да покажам на јавноста, ги имам уште од 9 јануари извештаите што ги добиваме за вредноста на котата на Охридското езеро. Ако може да забележи и камерата, уште на 9 и 10 јануари котата била -4 или -5. Тоа што значи? Нулата на инструментот му е поставена на 693,17, -4 или -5 значи кота од 693,13, односно 12, што се уште се наоѓа над минималната пропишана на која што ХЕС Цандрин може да произведува струја. Ова зборуваме за почетокот на јануари. Уште од почеток. Да, но една недела после тоа ни се случи ова што се случи. Една недела гледа, може да да види спушти камерата. водата? Значи секој ден стои на -4. Ево од следната недела, од 16 до 22 официјален извештај од УХМР. Цело време стои 4. Значи заклучокот е дека се зголемил дотокот во езерово и со тој испуст ние што го имаме не се менува котата на езерото. Ево од следната недела, од 23 до 29, последната недела, повторно е -4,333. Само нешто тука ќе ве запрашам. Не ви беше ли нелогично, бидејќи јануари беше многу сушен месец и многу студен, не ви беше ли нелогично да не се менува котата на езерото, а испустот да е поголем? Значи, не работиме ние со логика, туку со мерење и читање на инструменти. Дали се совпаѓа мерењата ваши, што ги правите интерно од ХЕЦ Цандрин, за нивото на езерото со овие од УХМР? Точно. Значи, до некоја кота, ево, до околу 10-11 јануари, кога беше нивниот инструмент -4 и нашиот покажуваше вредност 693,14. Баш коментиравме со стручниве служби, пошто постојано забележуваме разлика од 2-3 до 5 сантиметри во плюс или минус. Зошто доаѓа до тие разлики? Како може? Значи, немате исти мерни единствено инструменти? објаснение е неточност или несервисираност на инструментот. Вашиот или нивниот? Нашиот, ви кажувам, е неофицијален. Ние имаме летва забодена на... Па и тоа го имаме и овде. Значи, немаме нешто пософистицирано. Сигурно е пософистицирано. Имаме еден панел кој што и тој зата и тој покажуваше уште по погрешни податоци од летвата, така да доведе до уште поголема забуна кај граѓаните. Ако не е автоматизирано, тогаш се работи за разлика на доставување на податоците од тој што ги чита податоците. Сега не сакам некого да обвинам дали нашите или од УХМР погрешно читаат, но често има во официјалните извештаи тоа што мериме и што излегува како официјален податок разлика. Дали ви е пракса или можеби не е пракса, но си земате за право понекогаш да им сугерирате на лицата од кои што се задолжени за мерење на нивото на водата од УХМР, дека параметрите кои што вие сте ги измериле со нивните не соодветствуваат, да се види во што е работата. Да не дозволиме поради ваква некоја грешка да дојде до... Тоа се случи овај пат. Ние сугерираме само во случај на допирање на крајните вредности или крајните лимити на максималната, ако доаѓа до надминување или на минимална.
Сега кога дојдовме до минималната, сугериравте ли до УХМР? Јас лично не, но од дирекцијата добив во Скопје допис од кој што се гледа дека меѓусебно комуницирале. Но претходно да ви објаснам дали ние следиме и како ние не сме забележеле, викате сув месец беше. Знаете што, граѓаните охриѓани, повозрастните барем, со голо око може да примета до каде е нивото на езерото. Само да се прошеташ по кејот, ќе видиш дали е нивото високо, ниско или многу ниско. Тоа е друг тип на информација, само ова да го Да, мислам, тоа не е официјално, но сепак можевте вие да видите што се случува. Нема гледање, има мерење. Гледањето некој пат лаже. Гледаш едно, а гледаш друго. Мислиш дека гледаш едно, а гледаш друго. А тоа ќе го објаснам после ова. Значи, ние приметивме едно време совпаѓање на котите, што ги читаме ние и УХМР. Кога тоа, во кој период? Па некаде околу 11 и 12 јануари. После тоа, остана нивната кота константна, а нашето мерење контролно почна да паѓа. И негде 28-29 дојде до минимална кота 6,9310. А ова се уште стои дека е минус 3, што значи се уште кажува дека е 693,14. И баш тој викенд дојде до тие информирања од разни субјекти, до УХМР и до сервисирање на станицата, и наеднаш дојде до скок од 8 центиметри. Јас колку што се сеќавам, според мерењата на УХМР, параметрите беа уште пониски, а не повисоки. Ево и го, минус 3, значи од 6,9314 на 29 јануари, официјален извештај на 30 не излегува, гледате, празно, значи нема мерење. За следниот ден да излези кота дека било минус 11, односно минус 12. Како може да вршите испуст ако немаме податок за нивото на езерото? Викате на 30 еве било празно, не е пополнета графата. На 30 било празно затоа што не отчитале податок. Тоа не значи дека тоа значи како може да се испушта вода од езерото кога немате податок колкаво е нивото? Може да се испушта и без да знаеме колкаво е нивото. Како е тоа можно? Така е. Врз основа на што? Нивото не врз дефинира... Врз основа на што ќе знаете колку да испуштите вода? Врз основа на нашите контролни мерења. Па викате дека не се базирате на не се базираме, но во отсуство на официјален податок мора на нешто да се базираме. И не може да го затвориме затоа што не издал податок заводот, па ние да... А предходниот ден била 4 сантими повисока од минимум. Ова покажува една несериозност за еден многу сериозен проблем и за нешто што е многу вредно како што е Охридското езеро, со кое што не можеме да си играме туку така. Тоа кај вас покажува дека не ја познавате проблематиката, затоа што при таков отвор не е можно во еден или два дена да се спушти 3 сантими езеро. Колку беше тогаш издашноста, значи колку се испушташе вода од езерото во тој период? Дали бевте на биолошки минимум сведени или повеќе? Бевме повеќе. Зошто потоа го сведовте на биолошки минимум? Го сведовме затоа што добивме на 31 официјален податок и веднаш го намаливме на биолошки минимум. Најалармантните податоци од УХМР за нивото на езерото, според таа некоја контролна летва која што е поставена во водата на езерото, беа дека е минус 11 под котата, а на панелот пак покажуваше минус 18, што е уште подрастично. Да, подрастично е и поголем аларм за сервисерите за да си го одржуваат во исправна состојба, затоа што дисплејот бил неисправен. Не, затоа што ако вие сте ги добивале овие податоци, се уште позагрижувачки од оние што ви ги покажав официјалните податоци што сме ги добивале. До петок добивавме минус 3. Тоа е кота 693,14, односно 4 сантими над минимумот. И затоа сме продолжиле со производството како што сме биле пред тоа. Бидејќи недела се алармирала Управата за хидролошки мерења, се сервисирал и неочекувано
Паѓа мерењето за 8 центиметри, од минус 3 на минус 11. Сега вака јас малку ќе се навратам наназад во мојата меморија. Значи, тоа беше на 30 јануари. Јас контактирав со потпаролот на ЕЛЕМ, господинот Мирче Котески, и му кажав, му предочив дека екипи од УХМР се дојдени да вршат мерење на котата на водостојот во езерото. И потоа цел ден, значи, комунициравме, бевме во комуникација за потребите на информативната редакција, и од кога јас му предочив дека на вистина податоците кои што тие ги кажуваат во моментот се алармантни, тој рече ќе контактирам со службите и најверојатно ќе преземиме мерка да се спушти нивото на испустот на водата на тој биолошки минимум. Значи, од тој момент се спушти, не предходно, значи од тој ден. Да. Зошто требаше јавноста да алармира, па за да се спушти на биолошки минимум? Јавноста алармира до УХМР, за да си го поправат инструментот. Ние кога добивме податок за реалната кота, веднаш реагиравме. Што значи тој биолошки минимум? Биолошки минимум значи испуштање на доволно количество вода за опстанок на живиот свет во потечението на реката. Кој одредува колку треба да биде тој биолошки минимум? Дали со закон е тоа одредено или како? Тој биолошки минимум за секој речен слив во Република Македонија е определен во хидролошката основа на Република Македонија. И за секој речен слив е различна, односно изнесува околу 10% од просечниот истек и потечението на реката. Дали со тој биолошки минимум може да се произведува електрична енергија и колкаво количество се произведува? Со тој биолошки минимум може многу мало, значи може да се произведува околу 10% од максималното можно производство. Но не е само истекот од Охридско езеро извор за производство на електрична енергија, туку е дополнителен страничниот слив, или се вика локален слив на акумулација Глобочица, како и локален слив на акумулација Дебарско езеро и реката Радика. Сега, поради тоа што се крена голема прашина околу ова прашање, од ЕЛЕМ до сите медиуми на 2.2 беше пуштено една реакција, едно соопштение, во кое што во дел од него се вели, еве ќе прочитам малку и ќе парафразирам, дека на ХЕЦ Глобочица за месец јануари не го исполнила месечниот план. Исто така и ХЕЦ Шпилја, овие две хидроелектрани се наоѓаат на потечението на реката Црндрим, значи се снабдуваат со вода од Дрим, логично и од езерото, и дека испорачале 32% помалку електрична енергија во однос на она што било предвидено. Вие ме поправивте пред емисијата, рековте не 32, туку 36, така ми рековте помалку? Не. Значи 38. 38, добро. Значи уште повеќе под оној некој планиран минимум. Но после тоа имавме една реакција пак од СДСМ, каде што се вели дека во декември 2016 од овие две хидроцентрали имало 16 киловат-часови повеќе електрична енергија од тоа што било планирано. Сега, тука сакам да ја слушнам вашата верзија и вашата страна на вистината, што е точно и зошто имаме ваква разлика во информациите. Од претходните само прашања ви останав должен да ви одговорам дали некогаш се спуштила котата под 693.10. Тоа се спуштило, ево одбележено е со зелена боја, че ви го оставам извештајов ако сакате за ваша употреба. Значи, не само што е допрело дното, туку и 10 см под таа вредност било, и тоа во промена само од неколку центиметри во 6 месеци во континуитет. Ево во 1990 година, од 21.7, од 21. значи август, не 7, до 7 декември била котата под 693.10. Не само таа година, таа е најдрастична. И други години, 89, 88, може да се наоѓаат точки
каде што се... Но дали имате податок кога било толку ниско нивото на езерото, колкава количество на електрична енергија било произведувано? Производството на електрична енергија, значи, е поврзано со расположивите ресурси на вода. Имаме и за тоа податоци, имам сите табели и за произведена енергија, но немам некаков извештај или елаборат за некакво штетно дејство што се извршило врз Охридското езеро. Значи 6 месеци постојано било под тој минимум, а немаме некои забелешки доставени до нас дека се направила некоја штета на езерото. Дали ве загрижува вас како стручњак, реков долгогодишен вработен во Head Southern Dream, вие сте и магистар по енергетика, значи дали ве загрижува ваквата состојба на езерото и како тоа влијае врз работењето сега на ЕЛЕМ? Значи, јас не сум биолог за да дискутирам за штетните дејства на последиците и последиците на биодиверзитетот во езерото. Ние како технички лица се држиме... За тоа разговаравме во минатата емисија со стручно лице, но сега од ваш аспект. Воопшто мене не ме загрижува од аспекта производство на енергија. Затоа што имам низа на информации, податоци, во кои коти осцилирало Охридското езеро кога била природна регулацијата, без ние да постоиме, а во кој обсек осцилира езерото или котите, откако ние вршиме регулација. И сакам да кажам дека постоењето на електростопанство на Македонија и на Southern Dream од секогаш е гордост и треба да се радуваме што постои, затоа што е компанија која што е можеби единствена во можност да го регулира и тоа да биде во интерес на граѓани. Господин Марковски, регулацијата на езерото... Ево ви ќе ви покажам две линии. Од 65-та година се врши, така? Значи, да. Значи... А ова за струјата во јануари ве интересира? Да, ќе се вратиме и на тоа. Значи, колаж правиме од прашања и одговори. Добро. Како се врши таа регулација на езерото и колку е софистициран начинот на регулација, затоа што станува збор за една брана која што е направена уште пред многу години, која што не соодветства со современите текови на живот и она што е современ начин на регулирање на едни вакви водени ресурси. Се навлегуваме во историјатот на изградбата на ХЕС Глобочица, на регулационите, на хидротехничките објекти и може да дискутираме дали се модерни, застарени, зошто се такви какви што се. Ова мисија има простор, мислам дека има и доволно време да објасниме се. Значи, како дошло до изградба прво на хидроелектраните, ќе даде одговори на прашањето зошто останале вакви какви што се некои хидротехнички објекти. Првенствено, електраната Head Southern Dream е изградена за, а и сите објекти се изградени според протокол кој што е подпишан помеѓу Југословенска и Албанска комисија уште во 1962 година. Со тој протокол е предвидена изградба на низа објекти. И тоа да се изградат бранобрани или валобрани, како што се викале, за спречување на нанос од езерото во реката Цандрин, да се изградат пристаништа во Пештани, Охрид и Струга, да се изгради регулационен објект кој што ќе испушта 50 метри кубни во секунда вода, да се изградат електраните Глобочица и Шпилје, или да се изгради некоја поголема што ќе за повеќе годишно поравнување на котата на Охридско езеро. И повеќе поситни детали, како продлабочување на коритото за испуштање на поголемо количество на вода и при минимални коти. Што била целта? Целта била што природно езерото осцилирало и одело во многу повисоки коти отколку денес кога имаме регулирано работење со езерото. Често доаѓало до поплавување на околината, посебно на Струга. Па минатата година се плашевме од поплави. Годинава разговараме за многу ниска кота. Значи, евидентно е тоа дека осцилира водата во езерото. Минатата година
како и претходни години, може да останеме само на плашење од поплави, но не и на поплавување. А во минатото доаѓало до реално поплавување. Тоа го имаме спречено откако го регулираме езерото. Не е дискутабилно дали е потребна регулација, но дали ваков вид, ваков тип на регулација. Зошто е ваков тип? Баш ваков тип е потребен за да може да извлекува многу вода од езерото за да се спречат поплави. Во минатата емисија, благодарение на интернет, ево можев да ја проследам, вашиот гостин предлагаше да се созида прагот, долниот праг, за да не може да истекува Знаете зошто? водата. Значи, велат луѓе кои што можеби не се толку стручни и компетентни. Стручни се тие, но тие си го гледаат само од својот аспект проблем. Не кажувам конкретно за мојот гостин во минатата емисија, туку и од други луѓе со кои што сме контактирале на оваа тема, кои имат такви некои слични идеи. Зошто го велат тоа? Затоа што таа клапа што ја викаме народски или браната, значи не може толку перфектно да легне и воопшто вода да не се излева повеќе од она што е предвидено. Затоа ве прашувам дали овој систем на регулација е соодветен, дали можеби не треба тука нешто да се поработи, бидејќи вие можеби сметате дека испуштате 4,5 метри кубни во секунда, но поради некои процепи кои што се острана или под таа брана имаме повеќе. Значи, браната е вештачка творба на човекот и може да ја созидаме како и секоја брана и нема да испушта вода, нула ќе ја испуста. Така да езерото природно ќе се крева до некоја вредност и некаде ќе пробие, ќе си најди пат. Ние сме одлучиле регулирано да ја испуштаме водата низ тој излез, значи по течението на реката Цандрим, а не да се излева каде што ќе најди помал отпор. Но тој објект е ваков каков што е, на олку ниска кота, за да може да го испразни во време на големи води езерото. А зошто останал на ваква кота? Затоа што немаме меѓународен договор со Република Албанија кој што точно ќе ги дефинира котите. Овие коти по кои што сега работиме се донесени уште во 1978 година со одлука на Извршен совет на Република Македонија. Зошто таков договор не е направен досега? Значи, тој договор треба да ја заврши таа работа. Таков договор е протоколот од 1962 година. Таму, ако ви кажам кои коти се предвидени за работа на Охридското езеро, но добро, од тогаш многу работи се смениле. Се смениле, да. Не можеме ние да се базираме на тоа. Да, затоа треба да се ревидира, односно да се направи нов договор, немаме договор воопшто. Значи, тие коти се многу пониски од денешнава и се многу понеповолни. Затоа, уште Македонската академија за науки и уметности во 71-72 година организирале симпозиум за Охридското езеро и се направиле после таа иницијатива и повеќе студии за редефинирање на граничните коти, односно опсегот во кој што ќе работи регулирано Охридското езеро. Со Република Албанија се направени на неколку конференции обиди за прифаќање на новите коти. Меѓутоа, ево, може и подетално за тоа да се информираме. Значи, постоеле помеѓу таа Југословенско-албанска комисија, понатаму Република Македонија, Албанија, многу обиди, но не завршиле со резултат, затоа што не биле само котиве предмет на договарање, туку и други прашања. Една од тие прашања било и изградбата на или условување за прифаќање на некакви овде нови режими на работа или коти, била и изградбата на акумулацијата Скавица и хидроелектрана во Албанија, што делумно требало да поплави територија од Македонија. Инаку во начело се согласиле и југословенската и албанската страна. Албанската страна се согласила со новите услови за користење на водите од Охридско езеро, а и југословенската страна се согласила со изградба на таа Скавица, но од за мене непознати причини на 15-тото редовно заседание помеѓу на Југословенско-албанската комисија, што се одржувало во Белград во 88 година, дошло до прекин и не се донесле одлуки за
И сега вие на што се повикувате кога немаме договор, кога не е тоа дефинирано? Ние се повикуваме на последната одлука во 1978 година од страна на Извршен совет на СР Македонија утврден е нов предлог за користење на водите на Охридското езеро. Тој нов предлог е помеѓу котите 693.75 и 693.10 и по таа одлука ние до ден денес работиме. А ако во се ова хипотетички и малку и лаички, ако во, не знам, период од 5-6 години имаме сушни години и се намали прилично нивото на езерото, како тогаш ќе се практикуваат овие коти? Ако се намали нивото на езерото, ние го намалуваме истекот и ќе се смали производството на струја. И нема да дојде до никакво пореметување. Ви кажав, ние сме во способност и да го држиме на биолошки минимум. Знаете што, сигурно сте и вие во тек со се тоа што се случува и со сите информации. Сигурна сум дека ова ќе го негирате, но јас ќе го поставам како прашање. Имавме доста ладна зима, зголемена потреба од електрична енергија, не увезовме електрична енергија. Вие со производството на електрична енергија преку хидроцентралите ги задоволивте потребите на граѓаните, но велат на штета на Охридското езеро. Обвинуваат дека Елем си го користи како акумулација Охридското езеро. Значи, Елем си го користи како акумулација, тоа значи држава си го користи како акумулација. Ние сме Елем 100% во државна сопственост. И секое богатство од Елем е богатство ваше. Зошто тогаш не се грижи државата за езерото? Значи се грижи максимално државата. Не се согласувам затоа што, например, еве, кога станува збор за колекторскиот систем, за превземање на раководењето и одржувањето на колекторскиот систем, државата тука молчи. Значи тоа ни го препушта нам на локално ниво, а не можеме ни да се справиме со тоа, бидејќи е голем и скап проект. Да не се шириме сега во други теми, не е во мој домен. Се надоврзувам на тоа што викате дека е национално богатство и го користи државата. Од аспект на користење на водата. Значи не само бенефитите, туку треба и грижата да ја имаме. За енергетски цели максимално се грижиме за Охридското езеро. Секогаш помеѓу максималната и минималната кота, освен во исклучителни влажни години, каде што е надмината, не може да се спречи. И како за тоа се грижиме и за други аспекти на езерото. Ако подолг период сега одите со тој биолошки минимум, со испуст на Охридското езеро преку Црн Дрим, а со тоа, значи, преку овие две хидроцентрали кои што се наоѓаат на Црн Дрим, се произведува минимално количество на електрична енергија, дали може да дојде до потреба од увоз на електрична енергија во периодов што ни следува? Бидејќи во другите хидроцентрали ширум Македонија, производството е сведено на некој минимум. Добро, бидејќи ве интересира производството на струја и односот Па сето тоа е поврзано, значи не можеме да го издвоиме едно друго. Значи потребите од електрична енергија на Република Македонија прво не е во домен на работа на нашата подружница. Тоа го работи посебна служба за купопродажба на енергија, Елем Трейд. Ние сигурно нема како подружница да произведуваме повеќе отколку што дозволува биолошкиот минимум или минималната кота на Охридско езеро. Се останато може да биде произведено на било кој начин или увезено, но никако не на сметка на котата на Охридско езеро. Тоа може да се види од извештај од 50 годишна работа. Значи, можам да ви објаснам и за претходното прашање што го поставивте, како доаѓа до тоа, како дошло до тоа декември повеќе од планираното, како дошло јануари помалку од планираното. Ние имаме научни методи. Тие не се 100% екзактни, туку се со одредена веројатност, затоа што станува збор за прогноза на дотеци во нареден период. Точноста на прогнозата се базира на една голема низа на историски податоци,
Секоја низа во теорија на веројатно што има повеќе од 40 податоци се смета за многу точна статистичка низа. Нашата низа на податоци е 51 веќе години. И ние ако имаме просечни податоци за некој параметар, максимална, минимална кота, дотек за тоа подрачје, ни се дава за право да го прогнозираме и производството на електрична енергија спрема планираните дотеци. Уште во октомври секоја година се изготвува електроенергетски биланс или предлог производство за следната година. И тој во текот на јануари се усвојува и со некакви измени од владата во зависност од потребите на конзумното подрачје. И во први месец добиваме ние план за работа за целата година. Но тој план се базира или се заснова на просечното очекувано производство за тоа сливно подрачје. Значи, очекувавте дека ќе имаме повеќе врнежи во месец јануари или? Само да ја довршам реченицава. Во тек на годината вршиме на секои 3 месеци ревизија според ново настанатата реална состојба. Значи, ние секогаш планираме дека тоа подрачје просечно може да даде толку. Но некоја година може да оди према максимум, некоја према минимум и на крајот на март правиме ревизија на планот за производство за месеците април, мај, јуни и така натаму. Ова година, значи во текот на септември се прави некоја прогноза за 3 месеци. А и секој месец до 20 во месецот правиме план за производство за следниот месец. Како дошло ние за декември да испланираме повеќе од просечното или од планираното, односно просечното за декември? Прво, ова година и природата си поигра со нашето сливно подрачје. Ноември е најводен месец во историјата на мерењата. Октомври беше рекорд по производство од ко се мери производството. Значи, дотеците во септември, октомври и ноември беа надпросечни. Дури од овој график може да се види дека ево во Дебарско езеро 4 метри порасна котата, а и производството, ова е црвена линија, скоро двојно го надмина планираното. Значи, огромна вода надојде во ноември. На ова табела, каде што ги бележиме дотеците, најдолу е просечен дотек за по месеци, од низа од 50 години. Да се послужиме со наочари. Значи, за септември просек е 5,9, 11 метри кубни во секунда се регистрирани. 11 е просек, 13 во октомври. 17,7 е просек за ноември, 21,59 е реален. Значи, 3 месеци поред имаме добро надминување на просекот. И ако просек за декември е 22 кубици, логично е или научно или да предпоставите дека ако не надпросечно, барем просекот ќе биде реализиран. И са што се случува? Само 2,8 кубици, метри кубни во секунда е дотек во декември. А што се случуваше во овие периоди што ги напоменавте со Охридското езеро? Каква беше состојбата тука? Значи, ние кога го правиме планот за производство, треба и да го реализираме. Ние кога го правиме, кога го земаме во предвид колку ќе надојде дотек, имаме предвид и што ако се случи, ако не дојде или ако дојде повеќе. Значи, ако не дојде, се оди кон искористување на расположивата резерва во Охридското езеро. Котите во овој период беа многу над минималната. Но ако вие викате дека ноември бил, да речам, највлажен, најиздашен месец и имавме голема количина на вода од дотеците, предпоставам дека и нивото на Охридското езеро се зголемило повеќе од она што вие сте предвидувале. Значи, се испуштало многу повеќе вода, за да еве во јануари стигнеме до ова ниво до кое што сме. Значи, не се испуштало многу повеќе или многу помалку. Се испуштало толку колку што треба
а ние сме останале во рамките на дозволените коти. Значи во ноември котата 2016 година, ноември, минималната кота во ноември била 693,33. Таа е 23 центиметри над минималната вредност. Колку се испушташе тогаш Ако вода? цел опсек е 65 сантими, 23 е третина од целокупниот опсек на годишно ниво што го имаме на располагање. Колку вода тогаш Околу испуштате 20 метри кубни во секунда. Околу Испуштавме 20, а или сега испуштате околу? 3,5, 4. 3,5. Да, 4. Значи 3,5 метри отвор, 4 метри кубни. Значи, ако имавте, може би, подобри предвидувања што ќе се случува, и ако во тој период се испушташе помало количество на вода, не ќе дојдевме до ова ниво сега што е езерото. Ма што ако дојдовме на ова ниво? Ние дојдовме до минималното ниво кое што ни е дозволено. Многу неозбилно ќе беше од нас да применуваме други мерки, како увоз на енергија или Да ви прашам да ги користиме расположивите резерви. Доколку не алармираше јавноста, дали ќе го сведевте испустот на вода на биолошки минимум или понатаму ќе одевте со таа издашност на вода со која што одевте претходно? Ние секако, бидејќи ја допревме по нашите контролни мерења, минималната вредност во тој викенд, 29-28, во понеделник е логично очекувано да комуницираме со УХМР или ако дојдеше нашата кота на 0,9, да комуницираме, зашто нивната покажува 693,13, се уште 3 центиметри над дозволеното. Тога сигурно ние ќе преземевме комуникација за да добиеме официјален одговор за котата. И додека тие кажуваа 693,10, ние имаме право да експлоатираме. Но секако дека ќе алармиравме бидејќи... Ова не е прв пат значи, да ни се случува ваква ситуација. Велам дека може би е прв пат да одиме до таа кота на нивото на водата во езерото, но и пред неколку години истата тема беше отворена и елаборирана. Разговаравме на оваа тема и тогаш. Некако мислам дека треба да се излекуваат поуки од ваквите ситуации и да се земат во предвид за да не ни се случуваат и понатамо. Но овде малку ќе ве одморам, веќе повеќе од половина час разговараме. Имаме една кратка пауза за реклами, па потоа продолжуваме. Хотел Тино. Долгогодишен бренд на квалитет покрај Охридското езеро. Уживајте во богатството на вкусови од македонската национална кујна, во пријатен и топол амбиент. Хотелот располага со 52 соби, како и спа центар за комплетно релаксирање, со джакузи, сауна и парна бања. Најдобрите вечерни забави со акустична музика, врвна услуга и одлично вино за кои долго ќе раскажувате. Ви нудиме убави моменти со вашите блиски. Хотел Тино. Моќниот ултра дизел Powerjet. Сите плаќаат исто, но некои добиваат повеќе. Разликата е во квалитетот. Само на бензинските на Мак Петрол. Одамна се познаваме. Маркети Агроели. Покрај на добро познатата локација кај Стобекс, од сега и наспроти полициската станица. Богат асортимент на производи за широка потрошувачка, пристапни цени, квалитет и одлична услуга. Во склоп на маркетот работи месарницата Ели Мес, со секогаш свежо, внимателно одбрано и квалитетно месо. А кај нас ќе ги најдете и најдобрите макробиотски производи од програмата Е-Вита и домашни производи по традиционални рецепти од програмата Ели. За задоволни и срекни потрошувачи. Маркети Агроели. Ем здраво, ем вкусно. Ладна зима, топол дом. Кармен Бау Центар
ви нуди камини од програмата Фабиго по неверојатно ниски цени. Одберете го вашиот омилен модел, Крека, Робот, Ларго, Хера, Блек или Класик, по цени од 5.990 до 15.990 денари. Кармен Бау центар за топлина во вашиот дом. Алпојо, лидер во регионот за зрнести и прашкасти производи. Со повеќе од 20 годишно постоење и искуство, има задоволство да ви ги представи своите нови производи, кои се одлични за вашето здраво секојдневие. Квалитетно и внимателно одбрано богатство на вкусови од Алпојо. Побарајте не во најблискиот маркет. Продолжуваме ние со нашиот разговор во студиото на ТВМ за гледачите кои што може би подоцна се вклучија. Тони Марковски, директор на Хетсан Дрим. Разговараме за регулацијата на Охридското езеро преку овој испуст и за нивото на водата во езерото, кое што сите не загрижи и се алармираше и јавноста и институциите за да се направи нешто по ова прашање. Некои прашања начнавме, не ги доодговоривме, повторно ќе ве вратам. Значи, ајде уште еднаш вашето мислење, вашето видување, вашиот став околу реакцијата од СДСМ за произведената електрична енергија во месец јануари, во споредбено со месец декември. Значи, вие велите дека е помало количеството на произведена енергија, а тие тврдат дека напротив е зголемено. Што кажуваат параметрите? Добро, ние многу не ги следиме политичките изјави на одредени партии. Ние ги следиме научните методи за планирање, билансирање и работа со расположевиот ресурс на вода. За гледачите што се вклучиле подоцна, уште еднаш да повторам. АДЛ не ги надмина, не ја надмина минималната кота од 693.10. За жал се случи некој дефект на сондата и официјалниот податок од УХМР беше неточен, дојде до санација, само неколку центиметри, 4 центиметри на вода беше спуштено нивото според официјалните нивни мерења под минималното, што веќе на денешниот ден е дојдено на кота веќе во опсегот кој што е определен за работа на електраната. На денешен ден е котата 693.10. Околу прашањето за производството во декември и јануари. За декември, мислам, одговорив преска. Имајќи го предвид надпросечниот дотек во септември, октомври, ноември и очекуваниот барем просечен дотек за декември, ние го извршивме планот за производство декември, кој што за ова година го надминуваше од просечниот план. И се надфрли за 3 милиони киловат часови. Наместо планираните 16, се произведеле 19. Предпоставувам, заради
може би и потребата од енергија во држава се отишло и подолу од некоја кота, но не подолу од минималната. Сепак се пристапило разумно, оптимално, наместо да се дозволи некаков увоз, се уште имаме на располагање водни ресурси за производство на енергија. Во декември дојде 8 пати помал дотек од просечниот за декември. Во јануари мислите? Во декември. За во декември. Но не е тој податок само толку драстичен. Ние акумулацијата ја спремаме да прими и максимални дотеци. Значи, Охридското езеро го спуштаме на ниво минимално, за да може да ги прифати максималните надоаѓања на снег, топење и максимални дотеци, за да може да го контролираме и во пролетните месеци да не ја надминиме максималната кота и да не дојде до преливи и несакани последици по околината. Сакам да напоменам дека максималниот можен дотек што може во декември, што е измерен, е 59 метри кубни во секунда, а овај пат дојде 20 пати помала вода. Значи 20 пати помал дотек во декември. Во Предвидувањата многу ви се предвидувањата нереални, да кажам. Значи, земајќи не го ни се предвид нам дека нереални. Нереална е природава. Зошто даде ова година 8 пати помал дотек од просечниот за декември. Ние не сме видовити да го предвидиме тоа. Па добро, има сега секакви истражувања, секакви Па има истражувања. можности кои што според кои што може да се раководиме и да предвидиме како ќе се одвиваат работите, од прилика барем. Има и ние ги употребуваме баш тие. А тие не се да предвидиш 8 пати помал дотек. Во таков случај се користи. Какви беа вашите предвидувања за јануари? Тогаш мислевте За ли дека ќе има поголем дотек? Не, за јануари веќе планираните просечни вредности на производството ги смалевме заради смалениот дотек. И се реализира 62% и во Глобочица и во Шпилје. Тоа се гледа на ова табла. Значи, сината боја покажува планирано производство, а зелената остварено производство. Значи, го редефиниравме планот за производство за јануари според реалните дотеци и затоа го смаливме под просекот. Не сме оделе на реализација на производството на сметка на котата на Охридско езеро. Туку сме го намалиле и се уште сме го задржале нивото на Охридското езеро над минималната кота. Тоа е вистината што треба да се слуша. И кога допревме до минималната кота, го затворивме истекот на биолошки минимум. До кога ќе биде истекот на биолошки минимум? Ќе биде додека не се поправи котата, денес е на нулта вредност, сега ќе одиме со биолошки минимум, ево заради реакциите на јавноста, односно на Хидробиолошки завод, кој од свој аспект секако има право да реагира, ние стварно ви викам, не сме... Ги слушате ли нивните реакции? Го слушав, го гледав, овозможно... Дали вие како фирма, како акционерско друштво, ЕЛЕМ ги зема во предвид реакциите Значи, ние од не добиваме, за жал. научната Ево, филма? јас ви гарантирам да добиеме научно толкување или барање од Хидробиолошки завод, испратија да добиеме реакција. ние, значи тие испратија. То треба да го разгледа некоја стручна јавност и владата да донеси одлука и со таа одлука да не задолжи нас. И ние тоа ќе го почитуваме. Испратија реакција за конкретната ситуација, значи за По конкретната ситуација, подалекосежни во недела некои 29 промени, Значи, во претпоставам недела дека ќе 29 извршат некои измени. испратија реакција на 29 во недела. А ние реагиравме во понеделник. Побрзо не можев. Ја заедовте во предвид реакцијата? Најверојатно ја заедовме во предвид. Макар што ние се ориентираме според официјалните коти од УХМР. Тоа е за нас закон. Не е да ја земиме во предвид или не. Ние мора да се однесуваме според официјалните коти на УХМР. А доколку не можеме... Дури кога не се точни. Па и кога не се точни. Некој друг е задолжен за точноста на инструменти.
А што мислите че слета авионот ако има неточни податоци дека има магла? Значи тој се базира на информација од релевантни фактори. Ако речат има магла, нема да слета. Ако веќе карикираме со такви па со какви примери, тогаш може би ќе слета, може би нема да слета. Може би езерото ќе обстане, може би нема да обстане. Значи езерото ќе обстане во секој центиметар, во секој случај, затоа што е старо 3 милиони години. Со регулацијава само е оплеменета неговата работа, да не зависи од стихини, насипи, наноси, кои што ќе се натрупуваат, па не е можно природен истек, па наоѓа слаби места каде што ќе пробие езерото, па ќе го поплави струшко поле. Како го коментирате ево денешниот исказ, денешната изјава и информација од страна на некои портали што беше пласирана од изјавата на Аријан Мероли, кој што е представник на билатералниот секретаријат за заштита на Охридското езеро од Поградец, кој што вели дека 40 метри е повлечена водата, значи имаме плажа, видовме и слики, таму уште состојбата уште полоша од кај нас. Значи, котата на езерото се движи помеѓу максимална и минимална вредност и тоа е 65 сантиметри. Од 693,75 до 693,10. И сега е на вредност 693,10. Од албанска страна вела дека единствена регулација на езерото е преку Црн Дрим. Значи нема друг, не постои друг начин на регулирање и ве обвинуваат само вам. За среќа да можам да дам одговор, го видов написот, каде што тврди дека е 40 метри повлечено езерото и тоа до длабочина од 1,5 метар. Па како сега да ми кажете вие од 65 сантиметри слеговме на 1,5 метар. Ние на ова ниво, ако ја вратиме водата со висина од 1,5 метар, и цел Поградец и Охрид и Струга ќе бидат во поплава. Значи се надевам дека господинот погрешил. Сигурен сум дека погрешил, затоа што е тоа далеко од реалноста и вистината. Долги години се занимава и тој со ова проблематика, не знамете. Затоа, ево, ви кажувам, може би погрешил и ова емисија ни покажа дека грешки може да се прават. Што се однесува до песокот и до наносот, за жалко ќе дојдеме до минимална кота, ја гледаме грдата слика на брегот, на Охридското езеро и на Струјшкиот брег и на Албанскиот брег. Тоа е тема можеби за посебна емисија. Ние сме како Елем многу повеќе загрижени за таа состојба на огромен нанос кој што долги години не се третира од страна на државата или локалната самоуправа. Уште ова ќе ве вратам во првиот дел на емисијата, ми останавте должен за одговор. Дали може да се спроведе еден пософистициран систем на регулација на езерото од она што сега го имаме? Сега имаме еден регулационен објект кој што се наоѓа на 836 метри оддалеченост од истекот на Охридско езеро до према низводно потечението на река Црн. Значи, тој објект е добар, изграден, модерен и тој требаше да биде регулатор на нивото на Охридско езеро. Затоа што не дојде до потпишан договор помеѓу двете страни во веќе далечните 78-80 година на тие меѓусебни комисии, ние не можеме да изградиме траен објект на истекот на реката од Охридското езеро. Ние уште тогаш за потребите на стопанството, туризмот, културата, за да одиме помеѓу овие дефинирани коти, сме го изградиле тој објект и го нарекуваме привремен регулационен објект. И тој остана ево привремен многу години. Но ние како Елем сме се обратиле и до државните органи. И последниот одговор што сме го добиле е дека за изградба на објектот на излезот од реката Црн Дрим, бараните согласности и одобренија не може да бидат издадени, бидејќи условите за кои што е работен проектот за регулациониот
објект и кејските ѕидови се во спротивност со котите на Охридското езеро, утврдени со протоколот од 1962 година со Република Албанија. Значи, постои еден стар протокол, кој што е надминат во денешно време и во пред 20 години бил надминат. Не може да се управува езерото според тој протокол, затоа што предвидените коти се и 2 метри под денешнава кота. И затоа ние чекаме редефинирање на тој договор и утврдување на коти. Има ли некакви изгледи? Значи, чекаме, ама колку време чекаме? Дали има нешто конкретно на овој план? Дали има во последно време разговори на оваа тема, не знам, не може да ви одговорам, но дека треба да се реши, треба. И после утврдување на заеднички прифатливи коти на езерото, може да се изгради модерен објект за испуст на вода и на истекот. А кои напори ги правиме во последно време? Значи, имам документ, значи ние како Елем, а под раководство на Министерство за животна средина, го учествуваме во ГЕФ Дрин проект. Значи, Глобал, тоа е проект од меѓународно ниво, основан од ГЕФ за решавање на глобално решавање на животната средина по течението на сливот на реката Бојана, Дрим. И ево, од тој проект носител е Министерството за животна средина и просторно планирање, но и ние како АДЛМ сме вклучени во фокус групата и ќе ги кажеме, ќе ги истакнеме нашите интереси. И она што е како пропуст до сега? Како она што недостига? Што недостига, да. Тој е проект инвестиран од UNDP, поддржан исто од Global Water Partnership Mediterranean, од УНЕЦЕ, тоа е исто Европска комисија за економија. Тој проект треба да трае повеќе години и е со фонд од 5,5 милиони американски долари. Самиот наслов на проектот е овозможување на меѓудржавна или меѓугранична соработка за интегрирано управување со водните ресурси на Дрим и целиот Дримски базен. Се надевам дека преку овој проект ќе воспоставиме и комуникација со албанската страна и дека на заедничко задоволство ќе ги решиме и котите на Охридско езеро, проточноста на коритото, можноста за празнење брзо. Се дефинираат оние прашања кои што не се. Така, значи тука сме, преговараме, ќе ги даваме нашите интереси на разгледување и ќе се бориме за нашите и за обостранни интереси. Господин Марковски, на самиот крај сме веќе на емисијата. Кога се договаравме за гостувањето, ми рековте, леле, 1 час што ќе разговараме, но еве помина и повеќе од 1 час. И уште би можеле да разговараме, но толку ни дозволува времето. До некоја наредна прилика, некоја друга тема, кога ќе отвориме и некој ваше наредно гостување. Како една завршница на емисијата, како еден заклучок, може да се бараат грешките и вината во сите. Секој си ја кажува својата страна и секој си има своја вистина, но еве ќе ве запрашам на самиот крај, бидејќи од себе ова можам да извлечам еден заклучок дека несовпаѓањето на податоците што ги добивавте од УХМР и вашите податоци доведа можеби до една ваква ситуација која што пак ја алармираше јавноста и која што ги крена сите на нозе. Оправдано или не, тоа останува и понатаму предмет на дискусија, но сепак езерото ни е едно непроценливо богатство и не смееме во никој случај да неговото постојање да го доведеме во прашање. Дали во иднина може, еве од ваша страна барем тоа да го направите, посериозно да гледате на тоа кога ќе имаме несовпаѓање на тие коти?
Значи, да не се зема тоа така само здраво за готово, дека, ете, може би, грешка има кај нас или грешка има кај нив, туку да се провери. Навреме да се провери, да се усогласат, ако треба те да се алармира каде што треба до оние кои што се надлежни, за да не ни се случуваат некои вакви ситуации. Значи, секако ние го правиме тоа, ви кажав, некаде на средина на емисијата. Кога ќе дојдеме до граничните вредности, доколку се разликуваат, секогаш се консултираме и ги земаме официјалните податоци од УХМР. Поучени па од овој случај, ево, може би, значи, ево, да ќе ја прифатиме полки, да. сугестијата, Полки да може би излекуваме од... пред време, ето, може би на некоја повисока кота од минималната, на 10 центиметри, би презеле ево некакви активности, за да не се вознемирува јавност. Иначе, за крај би кажал дека нашата компанија ги има усвоено стандардите за работење ISO 9001, ISO 14001, што е заштита на животната средина, и ISO OXAS 18001, што е стандард за безбедност и здравје при работата. Тие стандарди секој 2 години се подложни на ресертификација од реномирана швајцарска компанија и ние постојано повторно ги добиваме. Доколку работиме на нарушување на животна средина или напротив, ако не унапредуваме соработката со животната средина, ние ќе го изгубиме стандардот. И во тие рамки може да дискутираме на кои мерки ги презема Елем за унапредување на животна средина, во грижа за Охридско езеро. Само ова година извршивме на 3 наврати порибување со јагула на Охридското езеро. Тоа во дозволите и во обврските на стои на Елем и тоа си го исполнуваме. И пратиме тие ваши активности, секогаш информираме, значи ние сме тука како некој коректор на се она што се случува во јавноста и за добро и за лошо. Би сакал посебна емисија за високите коти, за големите наноси што се во езерото, што ќе ни го затрупат крај брежието, што се грда слика, што оневозможуваат брз истек и брзо растеретување на водниот биланс на Охридското езеро, да не дојде до поплавување, да разговараме за сатеска, зошто е таа, каде треба да биде, што носи во езерото, зашто го слушнавме и тоа во дебатната емисија. И навистина се тие теми што многу поиќе го загрижуваат населението, посебно во Струга, во големи истеци, во големи водостои се доаѓа до поплавување на одреден дени населби, подрумските делови од одредени населби, доаѓа на некои места до мешање на атмосферски фекални води, доаѓа до поплавување на дел од полето заради недоволна проодност на коритото. Сето тоа не е работа на Елем, тоа е работа на локалната самоуправа. Тука е законот за води што дефинира тоа. Тоа е работа на Министерство животна средина, и работа на Елем, и работа на Центар за управување со кризи. И затоа треба сите заеднички да се грижиме многу повеќе за околината. Како што реков, значи сите сме заинтересирани и сите треба да придонесеме во својата област за зачување на животната околина. Конкретно вечер разговаравме за Охридското езеро. Благодарам за вашето учество. Еве ми дадовте повод за уште некој ваше гостување, па до некоја наредна прилика. И јас се заблагодарувам на поканата и можноста да кажеме вистината за експлоатација со езерото и да разрешиме полно дилеми кај нашето население. Благодарам уште еднаш. Благодарам.